Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Општина Кочани ќе потроши околу 20.000 евра за бетонирање на пристапни улици во градот. Се работи за специфични локации на кои технички не може да се изведе асфалтирање на коловозите. Близу 1 милион и 300.000 денари планира да потроши општина Кочани до крајот на годината за бетонирање на дел од пристапните улици во градот и другите населени места. Според спецификацијата во јавниот тендер за избор на изведувач, што веќе е објавен, предвидено е со овие пари да се извршат подготвителни работи, како и бетонирање на околу 840 метри квадратни од коловозите, кај кои технички неизводливо е асфалтирање. Со оглед на специфичноста на теренот, претходно ќе биде извршен ископ на дел од постојното земјиште и карпи, каде што поминуваат улиците. Освен тоа, ќе се направи и прилагодување на висината на канализацијските шахти според нивото на коловозот, со што ќе се обезбедат соодветни услови за бетонирање. Реализацијата на проектот за бетонирање на пристапните улици ќе биде во текот на едногодишен период, односно од денот на потпишувањето на договорот со изведувачот на работите. Во моментот тече рокот од јавниот повик за пријавување на изведувачите на градежните работи, на кои заинтересираните фирми ќе можат да поднесат пријава до 4 јуни. Ваквите градежни активности се дел од годишната програма за изградба и одржување на општинските патишта и улици, за која беше дадено и зелено светло на седница на Советот на општината. Средствата за бетонирање на пристапните улици се обезбедени од општинскиот буџет. Детската градинка од Зрновци објави оглас за вработување 8 лица кои ќе извршуваат различни работни задачи во установата. Огласот трае до крајот на мај, а пријавувањето со потребните документи е во просториите на градинката во Зрновци. Детската градинка Бисерчиња од Зрновци се подготвува за започнување со работа, заради што објави и оглас за вработување на потребните работници. Според наведениот опис на работните места, се бараат вкупно 8 лица, кои се поделени во две групи работници, односно 4 даватели на јавни услуги и исто толков број помошно-технички лица. Со огласот ќе се вработат двајца извршители на работното место воспитувач на деца на возраст од 2 до 6 години, со нето плата од околу 19.500 денари. Условите што треба да ги исполнуваат кандидатите е да се професори по предучилишно воспитание или дипломирани педагози по предучилишно воспитание, да се со или без работно искуство и да поседуваат важечка лиценца за воспитувач. Освен нив, во групата даватели на јавни услуги ќе се вработат и две лица на работното место негувател, за што ќе добиваат плата од околу 15.000 денари, а кандидатите треба да имаат завршено средно образование, да се со или без работно искуство и да поседуваат важечка лиценца за негувател. Во групата технички персонал пак, со огласот ќе се вработи едно лице како хигиеничар, за што ќе добива нето плата од 12.000 денари, а потребно е да има основно или средно образование. Исто така се бараат и еден хаусмајстор, готвач и помошник готвач, кои треба да имаат завршено соодветно средно образование од електротехничката, односно угостителската струка. Тие ќе добиваат плата во износ од 12 до 13.000 денари, во зависност од работната задача што ќе ја извршуваат. Вработените што се бараат со огласот ќе бидат ангажирани само во прва смена и ќе работат 40 часа неделно, од понеделник до петок. Заинтересираните кандидати треба да се државјани на Република Македонија, да немаат забрана за вршење на дејноста, како и да обезбедат потврда од и не им е изречена првосилна судска пресуда за семејно насилство или негрижа и злоставување малолетни лица. Рокот за пријавување на кандидатите за вработување е до 31 мај, а пријавите и документите се поднесуваат во детската градинка Бисерчиња во Зрновци. Површините со зимзелена шума кои се оштетени од боров четник се намалени. Единствена причина за тоа е што се проречиле дрвјата што ги напаѓа гасеницата, која во изминатите години остави пустош врз повеќе годишните насади. Состојбата со боровиот четник во општина Кочани и понатаму е на загрижувачко ниво, иако од информацијата што ја достави јавното претпријатие Македонски шуми до Советот на општината, може да се заклучи дека има известно подобрување. Во дописот за кој што ќе треба да расправаат советниците,
За проблемот околу заштитата на шумите е наведено дека нападите од гасеницата на боровиот четник е на површина од околу 800 хектари, односно нешто помалку од лани, затоа што континуирано се вршело порачување на дрвјата, а дополнително и ниските температури во текот на зимава помогнале да се намали бројноста на штетникот. Со планското сечење и отстранување на оштетените дрвја директно се влијаело врз заштитата и спречувањето на тамошното оштетување, односно се уништувале само новите легла на боровиот четник. За овој проблем редовно се дискутира во изминатите години на седниците на Советот, а преземените мерки барем досега беа со слаб ефект. Во информацијата од подружницата на Македонски шуми е нагласено дека се работи за насади што се стари околу 4 децении, па единствен третман е со авионско прскање. При тоа се појаснува од и последен пат авионското третирање на боровиот четник во општина Кочани било во 2010 година. Дописот што е доставен до Советот на општината ќе се разгледува на седницата што треба да се одржи на 30 мај. 90-годишното постојање на основното училиште Славчо Стојменски конечно ќе се овековечи со нов спортски објект – училишна спортска сала. Поставен камен темелникот за изградба на објект со површина од 762 метри квадратни, во кој ќе се изведуваат сите училишни спортови. 600 ученици кои се во редовна настава во основното училиште Славчо Стојменски во Виница во следната учебна година треба да стартуваат со нова спортска сала, во која ќе можат да ги изведуваат сите спортски училишни активности кои досега ги тренираа на отворените терени во училишниот двор и во старата сала со лимитиран капацитет. Патрониот празник на училиштето, која годинава одбележува 90 години постоење, беше повод да се официализира стартот на градежните активности со осветување на камен темелник на нова училишна спортска сала. Новата спортска сала која што ќе биде изградена е во рамките на проектот на владата на Република Македонија заедно со Агенцијата за спорт и млади. За помалку од 7 месеци учениците на нашето училиште и подрачните училишта, сите деца во општината, младите деца, сите спортски клубови во општината ќе имаат комплетно нова, современа, модерна спортска сала во која што ќе можат да изведуваат различни спортови. Спортската сала ќе биде на 700 метри квадратни и во спортската сала ќе се изведуваат скоро сите спортови, од ракомет, мал фудбал, кошарка, гимнастика, борење, карате и сите други види спортски сите други видови на спортови. Морам да го изразам моето посебно чувство, бидејќи јас бев дел од ово училиште, основното образование го завршив овде. Посебно сум среќен што нашите млади дечиња ќе учествуваат овде во оваа спортска сала. Сите надпревари ќе ги реализираат токму овде. Оваа спортска сала е со површина од 726 квадрати, инвеститор е владата на Република Македонија, Министерството за образование и општина Виница. Во оваа спортска сала ќе земат учество сите наши дечиња од целиот град. Меѓутоа, морам да истакнам дека со овој проект не прекинуваме овде како општина, ќе аплицираме и за спортска сала во основното училиште Гоце Делчев, ќе ги реновираме сите училишта во нашата општина и се надевам дека ќе имаме едно добро, квалитетно образование во нашиот град, каде што младите пред се ќе бидат задоволни, а ние ќе дадеме максимум се оно што можеме да го овозможиме како општина, како град Виница, се оно што е неопходно за нашите деца. Градежните активности треба да бидат завршени до крајот на годината, а главен изведувач е градежното предпријатие Гранит. Со свечена академија и положување цвеќе на и старото училиште Славчо Стојменски во Виница го одбележа својот патронен празник. Воедно одбележа и 90 години постоење. Околу 600 ученици од централното и подрачните училишта на основното училиште Славчо Стојменски од Виница и нивните наставници го славеа патрониот празник на училиштето. Училиштето Славчо Стојменски е најстаро училиште во Виница, кое слави 90 години постоење. Во присуство на голем број гости го славеше својот патронен празник со свечена академија која ја подготвија учениците и наставниот кадар. Настапија драмскиот, литературниот, ликовниот и другите активи во училиштето, а присутните ги поздрави директорот Горан Иванов.
Сите ние овде заедно сме собрани да прославиме 90 години од постоењето на нашето училиште. Нашето училиште има богата и долга традиција и како таква имаме обврска да ги зачуваме воспитно-образовните вредности. И затоа секоја година воспоставуваме нови образовни и воспитни цели. Образовните цели го гарантираат квалитетот, односно стручниот квалитет на нашите ученици. Воспитните цели го гарантираат општо човечките вредности со цел по излегувањето од ученичките клуби да создадеме зрели, млади, воспитани, образовани луѓе кои што успешно ќе одговорат на предизвиците на новото време. Утрово делегација од училиштето и локалната самоуправа на Виница положија свежо цвеќе на бистата на патронот. На свечената академија од страна на учениците беше промовирана и за прв пат изведена химната на училиштето посветена на патронот, а директорот Иванов во својот говор истакна дека од учениците кои што учат во ово училиште секогаш излегувале добри генерации кои што понатаму со продолжување на школувањето стануваат успешни граѓани на општина Виница. Екипата на Средното општинско училиште Гошо Викентиев ќе не представува на државниот надпревар по прва помош што во септември ќе се одржи во Кичево. Во организација на Црвен крст Кочани се одржа општинскиот надпревар по прва помош. Општинската организација на Црвен крст Кочани во спортската сала го одржа општинскиот надпревар по прва помош. Учествуваат 9 екипи од основните и средните училишта од општините Кочани, Чешиново, Облешево и Зрновци, кои се надпреваруваа во давање техники за укажување прва помош. Самиот надпревар е организиран со 9 пункта, каде што на 2 пункта самите учесници се надпреваруваат во прва помош, 1 пункт е за дисеминација и останатите пунктови се за забавни игри. Црвен крст сериозно работи на првата помош и првата помош е од витално значење за спасување на човечки живот и заради оваа цел редовно организираме општински надпревар по прва помош, каде што младите имаат можност да научат да укажуваат техники за прва помош и со тоа нели кога ќе се создаде реална ситуација да можат да действуваат и да помогнат на лицата на кои нели им потребна помош. Во категорија подмладок прво место освои екипата на основното училиште Свети Кирил и Методи. Во категорија младинци најдобро беше екипата на Средното училиште Гошо Викентиев, која доби и пехар, и истата таа екипа беше и најдобра на надпреварот и ќе представува општинската организација на Црвениот крст Кочани на државниот надпревар по прва помош што во септември ќе се одржи во Кичево. Во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани в сабота 26 мај премиерно ќе биде изведена камерната представа Пеликан во режија на Перо Даниловски. Од понеделник 28 мај пак започнува 55-тото издание на драмскиот аматерски фестивал на Македонија. По повод јубилејот 50 години постоење на националната установа Центар за култура Бели Мугри Кочани на 26 мај сабота во 20 часот ќе биде одиграна камерната представа Пеликан на Аугуст Стингберг во режија на Перо Даниловски. Пеликанот на Стингберг е еден од најпоставуваните негови текстови. Во неговата основа е верувањето во Шведска дека пеликанот во недостиг на храна им дава од својата крв на младенчињата, но тој го врти поимот и ја представува мајката која зема од своите деца за себе, ги искористува. Една возбудлива семејна драма која се случува после погреб, а веднаш потоа и венчавка. Представата е реалистична со благи нишки на натурализам, експериментирајќи со просторот ја доближува публиката, ја прави соучесник. Билетите за представата се по цена од 100 денари и истите ќе може да се набават пред почетокот на премиерата од 15 до 19:45 часот на билетарата на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Од понеделник пак 28 мај со почеток во 19 часот со драматизација според народни кажувања во режија на Бојан Подгоршек започнува 55-тото издание на драмскиот аматерски фестивал на Македонија. Во 20 часот на сцената на Центарот за култура Бели Мугри е закажано неговото свечено отворање, на кое што присутните ќе ги поздрави министерот за култура Роберт Алагјозовски, градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев. Во 20:15 гимназијата Кочо Рацин од Велес ќе изведе представата Многу врева за ништо на Вилијам Шекспир. Во 22:15 на сцената на Центарот за култура Бели Мугри ќе биде одиграна представата Пеликан во режија на Перо Даниловски.
Понатаму во другите денови и исто така љубителите на драмската уметност ќе може да погледнат интересни представи со дневни термини од 12 часот и вечерни термини од 20 и 22:15. Драмскиот аматерски фестивал ќе трае до 2 јуни, кој ќе биде доделувањето на наградите. Инаку, Центарот за култура Бели Мугри, Кочани упатуваат и повик до сите уметници и креативци, преку кои ги повикува сите поети, ликовни, драмски и музички уметници, бендови, народни ансамбли, оркестри, диџеи и други изведувачи да конкурираат со своји проекти во Центарот за култура Бели Мугри најкасно до 30 јуни 2018 со своји самостојни или групни проекти кои ќе бидат аплицирани за програмата за 2019 година и со така и за манифестациите во 2019. Иако сакаат исти да бидат дел од проектите Отворен град за уметниците, Петровденските конаци, на Јанов ден на конак, инсталација Јас креирам и така натаму, со идеи и со проекти може да аплицираат на ckbelimugri@yahoo.com. Со цел да земат учество на повикот, уметниците треба да ги понесат документите, биографија со лични податоци за уметникот или групата, фотографии, скици, записи и цртежи и промотивни материјали. Следува информацијата од спортот. Во наредните 2 дена ќе се одиграат завршните турнири во детската фудбалска лига Источен регион. На турнирите што ќе се одржат во Виница и Горни Подлог ќе учествуваат фудбалери од генерациите родени 2005 до 2010 година. Предстојниот продолжен празничен викенд ќе биде можност да се одржат завршните турнири во детската фудбалска лига Источен регион, на кои ќе учествуваат екипите од општините по течението на реката Брегалница. Според официјалното известување од координаторот на лигата Ангел Чогошев, надпреварите ќе се играат в четврток и петок, а домакини ќе бидат фудбалските клубови Слога 1934 од Виница и Фудбал Старс од Кочани. При тоа на турнирот што ќе се одржи на стадионот во Виница ќе учествуваат екипите од генерациите 2006, 2008 и 2010, а надпреварите ќе започнат во 9 часот и 30 минути. Вториот турнир, чиј домакин е Кочанскиот клуб, ќе се одржи в петок во истиот термин на фудбалското игралиште во Горни Подлог, а на него ќе учествуваат екипите од генерациите родени 2005, 2007 и 2009 година. Организаторот на турнирите за најдобрите екипи од сите генерации обезбеди победнички пехари и благодарници за учество. Освен тоа, ќе бидат прогласени и најдобрите играчи, голмани и стрелци за секоја генерација, а признанија се обезбедени за најдобрите тренери на екипите. Завршните турнири во детската лига се организираат под покровителство на Фудбалската федерација на Македонија, а со поддршка од програмата Гресрут на УЕФА. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас, ви посакуваме пријатна вечер. Довидување.